Во ова издание, вишиот експерт за инфективни болести во САД доктор Антони Фаучи предупреди дека има исклучително голем ризик од натамошно ширење на коронавирусот, доколку САД повторно ги отворат бизнисите. Експертите посочуваат, транспарентноста е клучот за комуницирање на владата со јавноста во време на епидемија. Херојот на новото време, самоиницијативно, им помага на своите постари соседи за време на строги мерки за коронавирусот. Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски од Гласот на Америка на македонски. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Во не многу празнична атмосфера за време на Великден, во САД има ново предупредување од вишиот главен експерт Фаучи дека е прерано на 1 мај да се отворат бизнисите и можноста од понатамошно ширење на коронавирусот. На почеток, вестите на денот. Бројот на смртни случаи во САД надмина 20.000 со повеќе од 534.000 потврдени инфекции. Трамп речиси секој ден вели дека сака да ја отвори државата колку е можно побрзо. Неговите економски советници упатуваат на датумот 1 мај. Врвниот експерт за инфективни болести во САД, доктор Антони Фаучи, зборувајќи за CNN, предупреди дека има исклучително голем ризик од натамошно ширење на коронавирусот, доколку САД повторно ги отворат бизнисите и го вратат чувството на сигурност. Шпанија од денеска олеснува дел од ограничувањата поради коронавирусот, при што на работниците во производствениот и во градежниот сектор им е дозволено да се вратат на работа. Белата куќа предвидува околу 82.000 на смртни случаи до почетокот на август во САД од коронавирусот, што е малку попозитивна слика од претходните модели. Експертите предупредуваат дека транспарентноста е многу важна за владата во комуницирање со јавноста за време на пандемијата. Паци Вида Кусвара има повеќе. Страшни слики доаѓаат од Њујорк. Медицински лица префрлаат тела во камиони фрижидери, кои служат како привремени мртовечници. Ова ќе биде тешка недела, но и следната. За жал ќе има многу починати. Под предпоставка државата да имплементира целосно социјално дистанцирање до крајот на мај, Белата куќа предвидува околу 82.000 починати до почетокот на август. Истиот модел прогнозира и помала потреба од болнички кревети, респиратори и друга опрема, отколку што претходно се предвидуваше. Сепак, здравствените власти предупредуваат да не се брза со оптимизмот. Сериозно треба да разговараме. Тоа на сите ни помага. Ни помага психолошки да се подготвиме за тоа што доаѓа. Белата куќа за проекциите се потпира на универзитетски истражувања, како онаа на Универзитетот на Тексас во Остин. Лорен Мајерс, шефица на истражувачкиот тим, потенцира дека овие модели никогаш не се прецизни. Исто како кога предвидувате тропска бура. Не можете ништо да сторите за промена на патот на невремето, но можете да се заштитите. Кај пандемиите, тоа може да води до криза во здравствениот систем, до многу починати, но може да преземете одредени мерки, особено во раната фаза. Проекциите се засновани на дата на податоци, а многу држави немаат капацитет за нивно собирање, некои и политичка волја да бидат транспарентни. Лажењето за цифрите, занемарување на науката и лекарите, цензурирање на медиумите, тоа е погрешно во секое време, особено за време на пандемија. Јужна Кореја беше една од најтешко погодените држави во разните фази од пандемијата, но возврати со ефикасен, агресивен одговор, вклучувајќи масовна имплементација на тестирања и континуирано, транспарентно информирање на јавноста за време на кризата. Скопјанецот Драган Ѓурчевски самоиницијативно им помага на постарите соседи за време на кризното време со коронавирусот. Дали Драган е херојот на новото време? Мики Трајковски ја има приказната. Драган, ти си еден од оние кои што во оваа ситуација на коронавирус во земјава се решил да им помагаш на други луѓе кои што не можат во овие моменти, да речеме, сами да си купат намирници, не знам, или сами да си платат сметки, особено претпоставам тоа се старите, хронични болни луѓе. Зошто се одлучи на овој чекор? Има ли интерес помеѓу твоите соседи и така? Како го прифатија луѓето сето ова? Знаеш што, до идеја дојдов многу едноставно, бидејќи моите родители живеат тука блиску на 200-300 метри и честопати во овој период
одам до најблиските маркети, до аптека да им купам некои основни продукти и реков зашто да не. И така сум во домашна изолација, нели, со децава дома, зашто да не им помогнам и на моите соседи овде во зградата. Се работи за Капиштец, скопска населба, која што веќе 40 години, значи една од постарите, може да се каже. Има, сигурен сум дека негде можеби 1/3 од влезот или општо во Капиштец се постари луѓе над 60 години. Напишав доле на огласнена табла и еве веќе неколку од соседите и во неколку наврати, значи се договараме да им купам најосновни продукти тука во најблиските маркети или во аптека некои лекови. Навистина е прифатено и доста од соседите кои што ги сретнувам го поздравуваат потегот. Јас им велам ајде заедно да помагаме и во другите влезови. Така да општо е прифатливо. Се почна од поставување на еден обичен лист на влезот на зградата. Да, рачно напишано на огласната табла кај што се поставуваат оние, нели, работи од кои што се за информирање на соседите. Тоа го направив една вечер. Тогаш мислам дека беше пред да започне ворената состојба. А веќе вториот ден имав оставив само 2 сата во денот за да, нели, пошто сум со семејство со децава. И веќе после 2 дена имав првата нарачка. Тоа беа основни продукти за прехрана, значи за исхрана. И само ќе те прашам, може би неблагодарно, се чувствуваш и како херој на ова време? Па не се чувствувам како херој. Дај Боже да помогнеме во овие тешки времења, заради тоа што гледаме дека ова не е нималку, значи пресериозна работа и барем онаму каде што може да помогнеме, сите да помогнеме, бидејќи постојат и треба да има што повеќе вакви луѓе. Се надевам и тоа што го споменавте, дека и други ќе го следат овој пример. Благодарам. За крај на News Flash, пандемијата со COVID-19 принуди многу луѓе канцелариската работа да ја префрлат дома. Но не е лесно да се поврзат такви тимови со технички и технолошки најнови изуми. Мишел Квин од Сан Франциско има повеќе на оваа тема. Работниците, тие што можат, останаат дома да избегнат зараза со коронавирус, откако владата практично го затвори целиот град. Но има многу технологија да ги држи на работа. Во Range, компанија за софтвер која прави аватки за да им помогне на тимовите да комуницираат, вработените се обидуваат да се префруваат на работа од далечина. Но има предизвици и за нив, вели коосновачот Брейден Ковиц. Едно од работите што ги забележав кога луѓето работат од дома е што се дисконектираат од гледна точка на комуникација и од културна гледна точка. За да помогнат, вработените во Range започнаа дневно да контактираат за секој да ги знае плановите на другите. Тие додаваат емоджи за изразување на тоа како се чувствуваат и ручаат заедно додека се на видеочет. Научивме дека е многу корисно да се спои работата со другите работи што не прават да се чувствуваме како луѓе. Има и друг проблем со кој се соочуваат многу работници на видеосостаноци, кој да почне прв. Во Range нашле начин. Вртиме тркало кое личи на панорамско тркало и оди кај различни луѓе. Тоа помага да се изравни полето и секој да има можност да зборува или да додаде точка на агендата. Да не е само кој зборува најгласно или чии интернет е најсилен, што често може да е случај при работа од далечина. Тоа се мали технолошки трикови што на вработените во Range им помагаат да останат оперативни за време на пандемијата. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер. Се гледам утре.